Од пливање до скијање, од теретани до шахисти, сите да ти биле батуле, категорија спортисти. Ај сега те видам. Спорто е една широка тема, широкоградна да не речем, значи градена со широки размери и опфаќа многу категории. Луѓето се занимаваат од различни причини. Некој за здравје, некој за рекреација, некој професионално, некој од љубов кон нештото. Може не го бива, ама изгорене да играме, сваѓаеш. До толку е широка категорија што дури и шахот да ти бил спорт, бе, брат. Ко слушнав прв пат за муавето кога бев дете, сикам шо спорт е тој, мрдаш само човечиња на та таблада и толку. И прашваш луѓето пробват да ти објаснат. Абе знаеш како? Не секој спорт има ист интензитет. Значи некој спортови се поинтензивни, во некој не мора многу физичко оптеретување. Некој го тренира телото, некој го тренира умот. Додуше има луѓе што не ќе да објаснат. Абе кој спорт? Спорт се знае спорт, што е спорт. И на крајот на денот може и така е, знаеш кога ќе речиш спорт, мислиш на нешто што се движи, што се мрда, нешто активно. Спортот пред се е физичка активност. Дека нема психички дел, да се разбери. Значи за да си врвен спортист мора да си и физички и психички спремен. Ама тоа што најмногу се гледа се физичките предиспозиции, талентот, кој колку го бива, кој колку работи. Психичкиот дел не го гледат луѓето толку многу. А единствената работа што правиш со шахот е само мрдаш рац, толку од физичка активност. И то не ги ни мрдаш брзо, мрдаш ти, па пол сат се чека, па мрда другиот, па пол сат се чека, па мрдаш ти. Зависи колку си спремен. Аз пошто не ме бива многу, по пол сат мрднувам, на пол сатен потек правам. А видиш се вели играм шах. Значи може да е некоја игра физичка нешта, не знам. Оди го речиш тренинг на психата, автоматски те тера мислиш на нешто на учење. Ако ќе помислиш на учење, те тера мислиш на школа. Ако ќе помислиш на школа, малку ти иди вака. Ама како и да е, без разлика какви се аргументи ќе речеме, шо и да речеме, шахот е спорт. Точка. Немојме ништо направиме тоа. Додуше ние не правиме за тоа што е битно за шахот, се фатив мели нема врска. Ќе се разбудиме некој ден, ајде ќе биде. Са шахот настрана има многу типови на спорто и многу спортисти во свет. Значи има луѓе таму некаде во другите земји што од кои се роди од Тоцко почнува да живее за спорт. Додуше некои професионални кариери прати светски станват и сите работи па Тоцка станват, ама нема врска. Има и кај нас деца што од Тоцка живеат за спорто, ама за кој спорт живеат? Пошто се разбериме, не сме ништо подолу во талент од било која земја во свет. Арно, во други некои пропратни работи, не сме подолу ние. Кај мојме ние подолу да бидеме, мора ние најпаметни сме во цел свет. Цел ум на светот го имаме испиено ние, кај мојме подолу да биде. Ние сме кој ќе се најди на позиција е најгоре, другите кај било не е бит. Се шо е разликата во светот и тука? Во светот кој те видат од мал дека имаш талент за одредена работа, дали тој ќе биде школа, дали ќе биде град, дали ќе биде држава, шо и да е, некој ќе те види, ќе те примети и ќе те стипендира, ќе те спонзорира, ќе ти најди спонзори, најдобрите тренери, најдобрите школи, за да можеш ти да го постигнеш максимумот, да направиш се што можеш да направиш, за утре да речат ова е наше дете. И утре ти да речиш од овде сум излезен, овде ми израстија, ме направи тој што сум. Јас сум тој. Са нормално и тие што ќе ти израстуваат, што ќе ти стипендират, имат некаков ќар од приказната, ама на крајот на денот сите добиваат. А овде кај нас што се дешава? Некој еди кој си таму, некој Петко е најдобар фудбалер во државата. Како не онај? Ај што разбира тој фудбал, оди земи работи нешто, бе, земи работи нешто. Уствари не таму прво од дома ќе почне. Значи спортот не е професија. Да си одбериш нешто да си учиш, да завршиш факултет нешто што знам економија, правен нешто да завршиш. То по 100.000 студенти има годишно на тие факултети и упорно само тоа е факултет, ништо друго не се рачуна за факултет. Ако сите што завршват 100.000 луѓе годишно, нит можат работа најдат, нити знаат крајот да си го најдат работат кај било за преживување. Али нема врска, запишвајте вие факултети, не е проблем. Истите тие факултети вака запишвајте и само тоа е професија во живот. Сам ништо против факултетите, сакам да речам. Сакам кажам, не знам речам работата. Значи спорто и музиката, али добро, ај не е то тема. Не е професија. Ќе па играш дурсидети и после земи работи нешто. Тие што ти го велат то не ти мислат лошо. Тие се стварно длабоко во себе убедени дека е то така и ти го мислат најубавото, сакат да работиш нешто што ќе ти се врати, што ќе ти се исплати во животот, а не да останеш на старост без ништо. И не е дека не се во право. Оти во светот, например, кога ќе почнеш да играш за некој тим, без разлика дали имаш 14-15 години, дали имаш 20, дали имаш 30. Ако те бива и ако некој те викнал, плаќа. Дали ќе те плати тој, дали ќе те плати спонзор, не е битно, ама те плаќа. Плаќаш овде, оти кој си ти да ти плаќат те? Што демек шампионат, некој дој секој те прашва, бе брат. Кој те прашва? Дур не потпишиш некој договор со овие што се, да речам, големите клубови наши, па евентуално после некој спонзорства фатиш ова она. Ама има уште нешто што никој
не ти го кажам. Прво и основно ти не можеш во тој тимот во основно деление што сте да влезиш понапред. Оти ќе речиш, оти син му на еди кој си и керка му на еди која си таму треба мора да играат во прв тим. Ти кој си ти да играш во прв тим? Тие ќе играат. Татко му на овој донираше дресој, другиот донирал компјутери за училиштето, тие мора да играат. Ти што имаш донирано? Што те бива во спортот? И тука не се игра за да те бива во спортот, се игра за парињата се земат. Што има врска спорт? Тоа е разлика. И ти од малино за овде ќе имаш соно тоцка вака, ќе одиш, ќе тренираш, ќе урлаш, ќе се убиваш од работа, ќе стигнеш да бидиш најдобар во твојата генерација во твојот град и твојот град, тоест клубот твој, кој ќе ојде негде на утакмица ќе ти речи седи на клупа, ти оди татко му новој дресој донираш. И полега почнува ти се крши филм. Аз не викам дека нема луѓе што не успеваат од тука во тимој тука па во тимој странство и така натаму. Значи не е дека нема. Не е ова некое правило што важи за сит, ама во глобал. Значи реално правиме муавет, ова не е нешто што го имам слушнато, преслушнато или измислено, го имам гледано со своји очи. Сите што сме биле во приказната во спортоите знаеме како функционираат работите. Ние сме една од тие држави кај што мешањето спорт и политика не е забрането. Нешто не е забрането, туку и препорачливо е. Пошто кој спорт, која музика, какви бакрачи беватули. Политиката е најбитна. Сегде во светот спортисти, пеачи и чуда се звезди, само кај нас се политичари звезди. Да се знае што е најбитно, ме сваѓа. И ја зедов кажувам тука спорт мор, што има врска спорт. Добро, до душа и политиката некако спаѓа во спортот. Ако е шахот спорт, може да и политиката. Ти на шахот си играш со човечиња дрвени, пластични. Во политиката си играш со живи човечи. Уште поживо, ме сваѓа. Живо. Тоа е ватуле, тоа е. А што имаме спортисти, има рака на срце, партал си прат по свет. Многу често во случај муавето. Абе дур си тука не те ценат, ме сваѓаш кога излезеш надвор, кој почнеш успеси да правиш, тоа ќе те ценат. И тогаш не те ценат. Ти кој си ти да те ценат, бе брат? Си зел си направил нешто во животот поарен си од сите, кој си ти да виш поарен? Нешто не те ценат, уште ќе пробати сопки, а ти прат кој си дојде. Не може на основна работа заврши. Али добро, ајде, не е ито темата, а не бегам многу по темите. Зако што рековме сегде во светот спортистите се звезди. Кај нас се звезди евентуално ако постигнат нешто на европско првенство или на некое првенство ако ги има на телевизија многу, ако се навива во моментот. И ние наместо сме патриоти стално да си поддржуваме се што е наше, патриоти сме само кога ќе одговара, кога ќе победва некој тим, ме сваѓа. Уствари кога ќе победва некој тим и кој сеш намаса негде, кога се прави некој муавет, кој се чукаат сите в гради, јас тука. Иначе изгорени сме плука. И тоа е многу жално, али добро. Ама во глобала, ако нема некое такво првенство или ако не се дешава нешто так, спортистите можат комотно си живеат лабаво, нити ги замара некој, нити ги малтретира. Во светот ако си популарен не можеш на улица да излезеш море човек. Не можеш дојдеш за јадење да си земиш денес. Тука батуле што сакаш можеш да правиш, не е проблем. И да те знаат кој си ништо не ти велат, ќе те попули вака енопул, ќе ти фрли толку. Освен тие што се навијачи, што се фанои, тие си ги знаат со име со презиме, домашни слави си одат, се си знаат за нив. Тоа е една релација, една врска, не речам меѓу спортисти и навивачи, што не може да се опиши со збор. И тие што се страстни навијачи, бога ми знаат да видат ептен страстни. До толку страстни што се случвало во одредени случаи на времето, кога си заминеле некои играчи од некој тим тукаше, навијачите од тимот да му пуштат на тој што си заминва на домашна адреса венец бат. Оние за напогреб што се не дај Боже. Таа е та страст. Значи сега тој игра тука и наоѓа некоја шанса негде на друго место да игра поке платено, што и да е, не е битно, поке му одговара. Како не баре ги има варано, ме сваѓаш, душата боли и земат луѓето хаос прат. Кај нас играчите гледат кога има журка, ме сваѓаш, да се оди да се напие, да се изигра, да се направи мерако, да се живее, ме сваѓаш. А спортистите што се на врвот на нивните спортови, скоро и да немат време за тоа, брат, на светско ниво. Без разлика дали е фудбал, дали е кошарка, шо и да. Кристијано Роналдо ретко кога има време да излези, тоа време што го има гледа го одмори да опомени со фамилијата, оди не е дома застан. Овде кај нас ако спортуваш некој спорт, нееш в теретана, ти на тренинг си секој ден, што има дош в теретана? По свето кој те прашва бе батуле али си ти на тренинг? Ако ти е савајле тренинго поручек кој в теретана, ако ти е поручек савајле в теретана, минимум. Значи мора да се работи. Коби Брајант не беше Коби Брајант, тоти така излегваше, се шеташе, што сакаше правеше, тој живот живее. Чосто рекол кој има пари, тој живот живее. Тој крв плукаше секој ден за стигни таму кај што е мора. Значи брато кажуваше наместо 2 тренинзи прам 6 тренинзи ден, останувам во 3, во 4 сум на тренинг, во 6 па сум на тренинг, во 11 па и така натаму и така натаму. Дури одеше батето се искино одвеж, не оти му требаше толку многу, ама тој сака. Оти беше заљубен во процесот на приказната. Оти тоа е уствари муабет. Кога ќе го правиш тоа што сакаш да го правиш, кој си влезен во приказната со љубов, не те интересира колку имаш работа, си работиш бе брат. Кај нас ако те нема вака излезен да те гледат луѓето, одма почнува муабет. Кај си нигде те нема, не работиш нешто. Што е работа да се занимаваш уште? И ако немаш време, глада крениш од работа си пукна, ама тој пошто не те гледа излезен тука, автоматски не чини. Ото ти нити работиш, нити чиниш, оти ако работиш ќе биш таму негде. Ако си газда се пие кафе
кафе секој ден да те гледат луѓето кога си газда. Луѓето тука мислат дека треба шо помалце работиш и шо поке пари да земат. И то така оди. Не се свесни дека овие шо прат милиарди се дупнати од работа. Можда не било утовар растовар работа, ама се дупнати од работа за стигнат до некој ниво. За после некој ниво може да парите ги ти прат пари, ама пак ти треба го сработиш нешто. Немаш време да сеиш на кафе, бе, брат. Арно, ама па кој сум јас да кажувам така? Кој ме праш? На крајот на денот секој треба да си прави како што му е убаво. Формулата за успех е јасна. Ќе се убиеш од работа и го помислиш дека си се убил од работа, треба земиш да се убиеш уште толку и така да се убиваш времена за можда еден ден да ти се исплати приказната. Тоа е цената на успех. Ако мислиш дека не вреди да плаќаш тацена и да се убиваш од работа времења за некојаш да ти се исплати да живееш како што сакаш ти или да го правиш тоа што сакаш да го правиш, тогаш ичне си амачи душата, кафенцето е таму, фирмите за работа се тука, ќе си се вработиш, гледај нешто државно да е пензијата да течи, ме сваѓаш стаж да имаш, тоа е најбитно во животот. И поможност да е државно за да се жалиме, ме сваѓаш. Тоа е најбитно во животот, другото остај. Што ќе си кршиш нозете, ќе спортуваш, нека спортуват млади. Дур се млади, после ќе треба и тие си фатат некоја сериозна работа. А ние пошто сериозно прекардашивме со времето, доста е за денес. И мислам дека доста е за спортот за сега. Се гледаме наредна епизода со некоја нова тема, а дотоаш бидете ми поздравени и имајте убав ден. И ако може некој ми објасни што е сомавањето погас на спортисти, ќе видиш играт нешто и се поздрават, ќе се плеснат погазо, што правите му рече. И то порано го имаше во филмоите, сега ги гледам и тука. Кој помини плесни се погазо, што правите бе? Потапчај го нешто порамо, мажи стили што сте, што правите со задниците. Демек модерно е во светот, се мават помини маниси и ние ќе се маваме. Наши крај овде рака се губи за таа работа, али добро, ајде. Како ви убаво така си правите.